Осудуваме насилство, но истовремено осудуваме и кршење на законот и уставот. Осудуваме насилство, но истовремено осудуваме и пеење на туги химни во Македонското собрание. По инцидентите во законодавниот дом, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија ги продолжува протестите. Велат, ова се мирни и достоинствени собири на граѓани и така ќе продолжат. Остануваат на нивните барања за нови избори, отфрлање на тиранската платформа и зачувување на државните символи и унитарноста на државата. Осудуваме насилство, но осудуваме и провокации и обиди за разгневување на народот. Осудуваме насилство, ама осудуваме и пеење туги химни во нашиот парламент. Осудуваме насилство, осудуваме и пиштоли вперени во цивили. Осудуваме насилство, но осудуваме и обиди да се сокрие обидот за државен удар под изговор на тоа насилство. Осудуваме насилство, меѓутоа не може да се осудуваме себе си, бидејќи ја сакаме Република Македонија и бидејќи нашата мисла е чиста. Нема да се измори македонскиот народ, затоа што жив сој е македонскиот народ. Секој ден ќе бидеме присутни во јавноста, се додека оние кои народот ги избрал не се свестат и не седнат на преговарачка маса да најдат излесно решение од овој ќорсокак. Ако чекаат народот да го најде решението, тоа не води никаде. Видовме вчера во тие немили настани. Тоа е задност и никогаш да не се повтори. Во собранието се случуваат чудни работи. Се собравме тука, пред ЕУ, чиј еден амбасадор 3 пати го посетуваше, ги охрабруваше. Во собранието, за да извршат државен преврат. Тоа вчера беше државен преврат. Мирните протести успеа да ги извалкаат со провокации, со намерни потези кои резултираа со насилство. Насилството никогаш не била наша намера, ни цел и ние мораме да го осудиме. Протестите на заедничка Македонија влегуваат во третиот месец од своето постоење. 61 ден илјадници граѓани мирно протестираат против тиранската платформа ширум републиката. Организаторите на протестите велат дека во следните денови ќе соопштат кои се идните планови и активности на иницијативата.